Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е Сања Арсовска, актерка и председател на Синдикатот на работниците во културата. Арсовска, веќе 4 месеци не сте на сцена. Какво е чувството да не се биде таму, да не се живее театарот? Мислам дека нема актер кој што во моментот не се чувствува како да е неправедно осуден. Некако сите на погоди ова да не можеме да си го ствариме правото на извршување на работни задачи. Веќе 4 месеци со исклучок на една изведба која што имавме овде во МКЦ заедно со Црнила Ремикс, која што беше некаква онлайн изведба. Освен таа изведба, не речиси, туку воопшто немавме други изведби. Театаров моментално е замрен, моментално се замрени и повеќето културни институции. За жал, немаме се уште протоколи за работа и се надевам дека, бидејќи веќе заврши сезоната, дека од септември малку ќе се сватат нештата посериозно по прашање на културната и уметничката сцена. Во државава полека се отворија рестораните, се отворија обложувалниците. Еве полека тоа го прават и галериите и музеите. Каков е вашиот став кон враќањето условно земено на некаква нормалност? Не сум експерт за ковид за да знам што е избрзано, што не е. Оно што можам да кажеме дека можеби тие бизнис заедници, односно угостителските заедници или заедница на обложувалници се некако погласни во стварувањето на нивните права. Јас разбирам дека и тие има економска штета и цела држава имаше економска штета, но она што фали во културата е вистински застапник на уметниците и културните работници во Министерство за култура за да се избори ние да добиеме некаков протокол, а со тоа и да отпочнеме со извршување на наши работни задачи. Не мислам дека е така комплицирано, постојат различни протоколи, постојат начини на кои што ќе се заштитат и вработените, односно актерите кои што се на сцена, кои што нормално пожелно е да играат на сцена без заштитна маска. За публиката е лесно да се реши, значи не е во прашање дали има решение, туку прашање дали има волја. Некако имам чувство дека Министерството е инертно по тоа прашање, затоа останаа театрите последни кои што ќе се отворат. Во изминатиот период имаше обиди театарот да заживее на интернет, во виртуелниот свет. Тоа го сторија Дејан Дамјановски во Велешкиот театар и Нела Витошевиќ во Вондерленд театар. Имаше и многу теории за тоа каде треба да оди театарот или каков е театарот на единината. Што е вашето мислење во однос на ова? Велешки театар беше, односно се уште еден од ретките театри кои што во време на ковид и во време кога немаме протоколи функционира и се обида да направи некаква онлайн епизодни како едноченки или како и да ги наречам, исто и Кумановски театар со раскажување приказни за деца. Тоа што го направи Нела беше нешто сосема поинако, веќе малку со некаков поинаков стандард и естетика која што може да се речи дека е целокупна представа. Дали театарот треба да се одвива во онлайн насока? Не, но дали театарот во време на ковид мора да најде други облици? Да, и тврдам дека е така. И доколку од есен, односно од како ќе започне новата сезона театарска, се уште немаме услови за да се отворат театрите, мислам дека ќе биде должност сите театри да направат барем по една онлайн представа до крајот на годината. Секако дека тоа не ја менува првобитната улога на театарот и постоењето на театарот. Секако тоа не ја заменува публиката која што е присутна. Но дека мораме да најдеме начин како поинаку да го оформиме театарот, мислам да му дадеме некаква форма, користејќи ги придобивките, технолошките придобивки на 21 век, да, треба да го сториме тоа. Порано е театарот кој што се користел како медиум кој што праќа некаква порака, критика, освестува, менува јавно мислење. Оно што не треба да правиме да останеме апатични во ова време и да бидеме инертни, да чекаме некој друг да ни каже апсолутно дека треба да се втурнеме сите во истражување на нови форми, нормално се со цел да си ја задоволиме нашата желба за игра, а и се со цел да покажеме дека да, ние уметниците кои што важиме за креативни луѓе и као некоја авангарда во општеството, знаеме и во време на во време
на корона во вакви услови да дадеме некаков сериозен продукт. Што се случува во моментов во драмскиот театар? Се подготвувате ли за враќање на театарот, на представите кои беа играни во изминатиот период? Представите кои станаа хит кај публиката? Да, на задоволство на нас актерите, репертоарната политика во драмскија смената со оглед на во однос на претходните години. За жал, за последната премиера Мојот маж имавме предпремиера, премиера и една изведба. Направивме едно поместување не само во смисла на естетска амбиција на театарот што треба да носи, како таа представа не е значена само за драмски театар, таа представа е различна од се што се поставило во македонскиот театар и таа представа е на ново едно движење во театарот, според мене и според нас. И при тоа, можеби за таа представа ни е највеќе болно затоа што сите работевме со секој атом од нашето тело. Така се соголивме едни со други, се соголивме пред публиката, представата ја гледавте е различна од сите други представи. Повеќето представи, да не биде дека зборам така самоуверена, но и највеќе ни е болно кога не ја играме представата која што не ни успеа да заживе. Значи, што туку се роди представата и сега не можеме да ја го дадеме тој живот што го заслужува, да прозборе, да проводи, да прушата, да живее едноставно. Во меѓувреме вие игравте само во еден проект, Црнила Ремикс, кој далеку од тоа да е само локален проект. Напротив, туку стана регионален проект кој нуди квалитет повеќе. Каков е вашиот однос кон ваквите излети вон матичната сцена? Видете, јас од секогаш сум била расположена да експериментирам и да се пробам некаде во некој полиње каде што не сум била претходно. Тоа од една страна ти ми создава страф, од друга страна неверојатна возбуда. Во Црнила Ремикс влеговме тотално наивно, сам никогаш во животот не имам рапувано претходно ни дека имам многу големи парчиња, но едноставно беше возбуда да се научи како да се рапува, да се научи како математички како сето тоа да се изведе и да, среќна сум што го имаме тој продукт кој што не е театарска представа, не е ни концерт, некако као музичко-театарски перформанс, така би го нарекла, кој што да, веќе е доста препознатлив на балканските простори. Веќе долго време сте и во еден исклучително значаен проект како што е 5 плюс фамилија, кој поодамна ги надмина рамките на локалното. Каков е вашиот став, каков е вашиот однос кон ваквите проекти и колку ви значи едукацијата на најмладите? И можам да кажам дека мене Лина во 5 плюс ми е само улога. Мене Лина во 5 плюс ми е некаков модел, ми е второто јас. Лина во 5 плюс е она што сум јас и вредностите кои што јас ги поседувам и сакам да ги пренесам на помладата публика. Да, јас сум среќна што постои Охо продукција и 5 плюс фамилија која што низ забава успева да изврши едно неформално образование на младите и само ако внимателно младите следат и учат од 5 плюс, јас верувам дека ќе имаме едни многу посовесни и одговорни генерации. Кога имате вие еден продукт кај што воспоставувате некакви вредности, вршите ги образувате децата да се насочат кон вистински вредности, кон зачувување на животна средина, запазување, прифаќање на различности, да немаат однос кон на религиско, етничко, националистичко, значи апсолутно да бидат слободни да се прифаќаат. На почетокот од август работниците во културата треба да ја земат првата плата со потпишаниот нов колективен договор. Ова е една, верувам, голема победа за сите вас, за синдикатот и посебно за вас лично. Како беше издвојувана? Колку при тоа енергија вложивте? Апсолутно за победа на синдикатот и на сите вработени во културата. За своја лична победа некако не сум навикната да се ги припишувам заслугите, затоа што јас во оваа синдикална борба не влегов заради никаков си статус или никаква позиција, туку да го искористам мојот капацитет и да се изборам реално да ги решиме заеднички проблемите во културата. Така што не го сметам за свој личен успех, за свој личен влог и голема жртва што сум ја дала во изминатите 2,5 години, апсолутно го сметам за тоа, но
и беше исклучително тешко. Знаете, во 2005 е потпишан последниот колективен договор кој што никогаш не е спроведен и за овие 15, минимум 15 години се случиле такви манипулации, малверзации, противзаконско работење, еден тотален хаос по прашање на работнички права, по делење на решенија, на, не знам, селективност при вработување, при унапредување и така натаму, и беше тешко. Можам да кажам дека буквално на цела наука се работи за 330 работни места кои што треба да ги уредите во еден колективен договор. Ниту еден сектор во државата не брои 330 работни места. Една битка сепак не значи конечна победа. Предпоставувам дека пред вас има и натаму битки во однос на синдикалната борба. Што планирате натаму? Ќе останете ли начело на синдикатот или пак можеби ќе се вратите со уште поголема силина на театарот? Колективниот е подпишан и мора да се спроведе. Ако министерство не го спроведе, нормално ние ќе повлечеме, ќе поднесеме тужба. Некако, знаете, кога влегувате во оваа битка, можеби јас малце сум идеализирала и романтизирала за тоа како сето тоа изгледа, како ние ќе се обединиме сите, како ќе застанеме зад нашите работнички права, како ќе се избориме сите заеднички, за да сватам дека на крај тоа се сведува дека треба да го направат тројца-четворица души, тројца-четворица личности во име на синдикатот, во име на министерство и во име на влада. Сега, кога имате, да речеме, во тој социјален диалог еден здрав преговарач од другата страна, може лесно да постигнете некаков договор. Ако имате, морам да нагласам дека во Министерство за култура влада една тотална анархија. Значи, не се знае кој кому е надреден, што кажува, како кажува, секој е со секако различно мислење, некако логите се измешани и пак ќе повторам тоа дека да нас ни фали реален застапник. Кога имаме застапник, значи јас би продолжила да се борам со синдикатов доколку не имаме вистински застапник во културата. Доколку не имаме застапник во културата, навистина не гледам зошто синдикатот на култура би ја вршил улогата на министерство, на некој кој што постојано е дежурен и ќе детектира што е проблемот и што треба да се реши и како треба да се реши. Така што мислам дека треба да се пензионирам. Видете, влегов во ова затоа што апсолутно волонтерски, не ми е ова професија, сите ние кои што сме во синдикатот го работиме ова надвор од нашето работно време, а реално ни одзема многу време и енергија. Така што сватив дека енергијата наместо да ја трошам на една креативна работа, мојата најубава професија глумата, јас ја трошам на решавање на некакви проблеми, а од другата страна немаме никаков слух и не доаѓаат никакви решенија. Така што мислам дека сега ќе се повлачам. Откако ќе се спроведе колективниот договор, нормално СКРМ ќе остане да постои, ќе се најдат нови водачи на СКРМ кои што ќе ги доправаат и дорешаваат проблемите кои што патам постојат и покрај потпишувањето на колективниот договор, далеко е дека од идеален, а јас ќе си се вратам на својата најубава професија. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и вам. А вам, почитувани, на вниманието што ни го даривте во изминативе 15 минути.